Зборникот на браќата Миладиновци. Димитар Миладинов е роден во Струга 1810 година, а починал во Цариград на 23 јануари 1862 година. Неговиот брат Константин е роден во Струга 1830 година, а починал во Цариград на 18 јануари 1862 година. Тие биле едни од главните представници на македонската преродба во средината на 19 век. Димитар и Константин се родени во семејството на грнчарот Ристе Миладинов и сопругата Султана Миладинова. Тие се дел од 8 деца, од кои 6 се синови: Димитар, Тане, Наум, Мате, Апостол и Константин, и 2 ќерки, Ана и Крста. Браќата завршиле основно училиште во Струга, а подоцна и гимназија во Јанина, денешна Грција. Средниот брат Наум Миладинов ја завршил Духовната академија на Патриаршкиот универзитет Халки во Цариград и дипломирал на одсекот музика и граматика. Наум во 1843 година напишал учебник по музика, прв од таков вид во Македонија, додека при собирањето на народните песни истите ги запишувал со нотни записи, ги мелографирал, па така тој е нашиот прв музичар и мелограф. Најмалиот брат Константин дипломирал во 1852 година на Филозофскиот факултет во Атина, одсек грчка филологија. Со диплома на учители, браќата се вратиле во родниот крај, каде учителствувале во повеќе места. Во училиштето во Охрид, Димитар Миладинов се сретнал со познатиот руски научник, славистот Виктор Иванович Григорович. Оваа средба била пресудна Миладиновци да почнат да се занимаваат и со собирачката дејност, собирање и запишување на македонски народни песни и други умотворби, кои подоцна ги отпечатиле во еден голем зборник. Во таа дејност се вклучил и средниот брат Наум Миладинов. Во тој период Македонија била дел од Отоманското царство. Освен тешкото турско робство, на народот во Македонија му се заканувала и денационализација и еленизација преку елинското просветлување и црквата, кои биле во власт на грчката цариградска патријаршија. Димитар Миладинов, кој бил целосно прословенски ориентиран, често доаѓал во судир со гркоманите во Битола, а по еден таков судир со битолскиот метрополит Венедикт. Тој ја напуштил Битола и Македонија. Димитар притоа работи како учител во Влашкото училиште во Влашкото село Трново, близу Битола, наследувајќи го дедо си. Во Сремски Карловци и Нови Сад имал прилика да се запознае со животот на србите под австро-унгарска власт, каде уживале потполна културна автономија. Подоцна заминал во Белград. При престојот во овие краишта, тој се запознал со идеите на панславизмот и лирското движење, кој во потполност ги прифатил како своји. При крајот на 1856 година, Димитар Миладинов се вратил во Струга и го испратил братот Константин во Русија да студира словенска филологија на Филозофскиот факултет во Москва. Имајќи го собраниот материјал од народни умотворби, Константин целосно се ангажирал во реализирање на идејата за нивно печатење, работејќи на редактирање на песните и другите народни умотворби и нивно подготвување за зборникот. Константин и самиот почнал да пишува поезија. Поетското творештво на Константин Миладинов, иако скромно,
само 15 песни. Го става на пиедесталот на македонската нова литература како основоположник на македонската уметничка поезија. Со песната Тъга за југ, која има 70 препеви на 42 јазици. Секоја година се отвораат струшките вечери на поезијата. Суровата руска зима и бедниот живот штетно се одразиле врз здравјето на Константин, па во 1859 година тој заболел од туберкулоза. Покрај подмолната и тешка болест, Константин го разочарал и неуспехот во настојувањата да се испечати зборникот од народни умотворби. Основната причина за непечатењето на зборникот во Москва е судирот на миладиновци со Цариградската патријаршија во екот на преродбенската борба. Во јуни 1860 година, не довршувајќи ги студиите, Константин Миладинов ја напуштил Москва. На пат за дома, во Виена се сретнал со хрватскиот епископ Јосип Штросмаер, поглаварот на Хрватската католичка црква, со кого контактирал уште од Москва, пишувајќи му за намерите за печатење на зборникот. При оваа средба, бискупот Штросмаер прифатил да го финансира печатењето на зборникот. На 24 јуни 1861 година од печатницата на Анте Јакиќ во Загреб излегол од печат зборникот од народни умотворби на браќата Миладиновци, насловен бугарски народни песни. Собрани од браќа Миладиновци, дело со речиси 600 македонски народни песни и точно 77 други, одстапени од фолклористот Васили Чолаков. Како што докажува дописката на Миладинов во Москва, се до печатењето на книгата, таа го имала работниот наслов Македонски народни песни. И оваа промена во последен момент е предмет на контраверзии. Всушност, насловот Бугарски народни песни за прв пат се спомнува во писмо на Чолаков до доктор Фрањо Рачки, пред самото печатење. Во додаток на речникот, исто така се наоѓа и дел од првиот македонско-хрватски речник, што Миладинов го спремал, но не го објавил во целост. 2000 зборови, поради големината на зборникот. Зборникот побудил голем интерес меѓу славистичките и фолклористичките кругови на словенските земји и Европа, што се гледа од имењата на преплатниците на зборникот. Константин, пресреќен што животната цел, негова и на неговиот брат е исполнета, зел неколку примероци од зборникот и во средината на јули 1861 година го напуштил Загреб, тргнувајќи за родниот крај. Патем се задржал во Белград, каде дознал дека неговиот брат Димитар веќе половина година чемре во турските затвори. Така, наместо за Струга, тргнал директно за Цариград и никогаш повеќе не го видел родниот крај. Набрзо по пристигнувањето во Цариград и Константин бил фатен и фрлен во цариградските зандани. Обвинети како шпиони, против кои според изјавата на официјалните турски власти се подготвува судски процес. Браќата Миладиновци умреле во цариградските затвори во 1862 година под неразјаснети околности.